Барем не ти беше доста војување во животот. Та и во одаите, на балконот и во дворот со мечот нафташ. Амори, царице моја. Цел живот го помина со мене и уште не научи кој сум и каков сум. Го поминав без тебе, а не со тебе. Само војни, војни. Малку ли ти се царства? Малку ли земји порови? Уште колку мислиш да војуваш и народот да го мачиш? Сите знаат дека си најголем јунак и најголем победник. Освоив и поробив 49 царштини. Ама нема да умрам додека не се направат 50. Сакам по мојата смрт 1000 години да се памети дека сум освоил 50 царства. Ако си решил уште да војуваш, јас да си појдам во одаите и да те чекам да се вратиш за 2-3 години. Животот ми помина чекајќите да се вратиш од некоја војна. Да кажуваш колку мина си заробил, колку си погубил, колку загинале и колкави богатства... Гледам и не можам да поверувам. Од ваков цар, ваков син. Ако не дај Боже ме земе горниот, на кого ќе оставам се ова што го имам? На кого ќе оставам 49 царштини обединети во една, наскоро ќе бидат и 50? На кого? На овега? Свеќата на животот на царот Ногај догорува и за 10 дена ќе се угаси. Што е ова, бе? Кој го напишал ова? Некој си игра мајтап со мене. И како падна од озгора? Па нема никој. Може би некоја птица го испуштила. Свеќата на животот на царот Ногај догорува и за 10 дена ќе се угаси. Ова мора горниот да ми праќа Абер и ми кажува дека ми е дојден крајот. Свеќата на животот на царот Ногај догорува и за... Што ти? Да не си се поместил од думот, па сам со себе си зборуваш. Последното неосвоено царство ли те мачи? Земи, царице, прочитај го ова и ќе видиш зошто ти изгледам дека сум се поместил од думот. Свеќата на животот на царот Ногај догорува и за 10 дена ќе се угаси. Што, од каде ти ова? Не знам, царице, падна од небо. Пред мене, пред нозете. 10 дена. Значи ми останаа уште 10 дена, царице моја. Ама што зборуваш? Ќе одам да си ја испуштам душата некаде таму. Ама какво испуштање душа? Ова мора да е некаква шега. Заповедај, честити царе. Заминувам, мој верен советнику. Каде, честити царе? Го напуштам овој земен живот. Добив глас дека за 10 дена ќе се угаси мојата свеќа на животот. И да ти кажам право, ич не ми е жал дека ќе умрам. Само голема жал ми е што нема кој да продолжи да војува и да го освои последното царство. Имаш син, честити царе. Тој ќе продолжи таму кај што застанавме ние. Ајде, не играј се мајтав со мене. Мојот син. Оди, види го. Оди.
Седи. Го виде? Го виде ли? А? Ти личи ли тој на војсководец и на освојувач? А? По цел ден фаќа пеперутки, чита, црта, крши ореви. Бар да знае да ги крши. Советнику мој, рака која не е учена да држи меч и сабја, не знае да војува и да освојува. Барем да поживее уште една година. Ако сакаш, има како да поживееш, честити царе. Какво ти е тоа прашање ако сакам? Ба сте разбира дека сакам. Сакам, ама нема. Има како, честити царе. Како бре има? Како бре има? Ако има, кажи. Ама немој да ме лажеш. Многу војувавме, многу градови запаливме, многу луѓе испотепавме, па сте ги заборавиле последните зборови на царицата мајка. Добро де. Не се сеќавам, сум ги заборавил. Ако ги знаеш, ти кажи ги ти. Таа рече, слушај, синко, кога ќе осетиш дека ти доаѓа крајот на животот, ќе го најдеш најчесниот човек во царството. Ќе му ја земеш кошулата и ќе ја облечеш. Тоа беа последните зборови на царицата мајка. Да не ме лажеш. А? Честити царе. Така рече, а? Ти ми даваш надеж, советнику мој. Надеж ми даваш. Хајде, што чекаш? Што чекаш? Прати таму брзоодници низ целото царство да го бара тој чесен човек. Да му ја земат кошулата и мене да ми ја донесат. А на тој човек ти му дадам злато колку што е тежок. Има да му направам дворец до небото и ќе му го наполнам со скапоцени камења. Веднаш. Оди! Веднаш, честит царе. Веднаш ќе испратам брзоодници низ целото царство. Чекај! Што е? Чекај. Оди заповедај да ми направат топ. Голем топ. Колку највисокиот дап во земјава. Зошто ти е толкав топ, честити царе? Кога ќе го продолжам животот, ќе сакам да пукам во сонцето и да го симнам од небото. Немој, честити царе, ке нема кој да ни свети. Јас ке светам. Јас! Вака сега ќе направиш. Овој момент, одовде ќе тргнеш, ќе собереш повеќе брзоодници, ќе тргнете низ царштината и ќе барате кој е најчесен човек во царството. Ќе му ја земете кошулата и ќе ја донесете овде кај царот. Што ме гледаш вака како теле? Разбраш што ти реков? Нешто разбрав, нешто не разбрав. Како нешто разбрав, а нешто не разбрав? Се треба да разбереш. Се треба да разберам, знам, ама чекај сега. Не, кажи ми ти уште еднаш, за да не сгрешам некаде, разбираш? Добро. Не, чекај, јас ке ти кажам. Значи, царот наредил да најдам чесен човек, да му ја земам кошулата и да му ја донесам на царот. Така беше? Ти гледаш дека се си разбрал и уште тоа треба да знаеш. Тој чесен човек, царот ќе му даде злато колку што тежи и ќе му изгради дворец. Разбрав. И тоа го разбрав. Само друго не можам да разберам. Ајде ќе го најдам честниот, тоа не можам да разберам како ќе најдам чесен човек. Аха. Па вака. Кога некој ќе ти каже дека е чесен, а ти ќе појдеш кај комшијата и ќе го прашаш за него. Да не украл, да не излажал, да не вратил долг. И ако тој ти каже дека тој е чесен човек, тој значи е чесен човек. Ќе му ја земеш кошулата и ќе ја донесеш тука. Сега разбрав. Ајде, и да знаеш, ова треба да се заврши за 10 дена. 11-тиот ден веќе ќе биде доцна. Тргнувам, збирам војска и кошулата ќе ја донесам. Ајде.
Остани бре овде. Заповедај. Слушај, царот нареди да најдеме чесен човек и да му ја земеме кошулата. Дали си ти тој? Чесен човек? Чесен. И слушај, најарно е да си ја кажеш правината, оти ако разберам дека лажеш. Ако разберам дека мамеш, има да ти летне главата како на врапче. Тоа е наредбата на царот. Ами, јас може и да сум чесен, ама да ти кажам право, не сакам да си ја ставам главата в торба и да ти речем дека сум јас баш тој честниот што го барате. Чекај бре, Не човече. сум јас човекот што го бараш. Чекај, застој се мало. Слушај ме, ако ти го кажам ова, може и ќе се премислиш. Царот нареди на тој што ќе му го најдеме чесен човек, да му се даде злато колку му душа сака, да му се направи еден сарај, еден дворец до небеса висок. Злато велиш, а? Абе, вака ќе ти кажам. Поарно глава на рамена, отколку дворец до небеса. Не сакам, пак ќе ти речам, главата в торба да си ја клам и да ти речам оти сум јас честниот. Ќе си бараш човек таков на друго место. А чекај сега да те прашам, ти сам макаш по светов и го бараш тој човек? А бре, како сам. Толкова војски и брзоци испрати царот ни сите делови од царштината, па еве, 10 дена скоро измина, ама таков човек не може да се најде. Нема. А кај да е галибаина ке ни летнат главите. Еми, ајде, со късмет. Може Ајде. и ќе го најдеш. Ај, има уште троа време, а кај има време, има и надеж. Ај, Ај. оди ми со здрави. Со здравие. Сите брзоодници да се погубат ако не мине да чесен човек и ако не ми ја донесат неговата кошула. Ме слушаш што реков? Сите да се погубат до еден. Малку ли ти беа погубување? Да не ти требаа да ти работат и да водат битки за тебе, не знам дали некој ќе останеше на земјава. И зошто тие да бидат виновни ако нема чесен човек на веков? Ти сакаш да одиш пред мене горе, а? Уште тоа направи го и ќе те помнат за век и веков по лошотилук. Ајде, доста. Викни го советникот мој да ми каже дали го нашле честиот човек. Ама ако го нашле, тој веќе ќе беше овде. Викни го! Советнику! Заповедајте, честите царици. Еве го, царе. И? Честити царе. Се вратија многу брзоодници од царштината и чесен човек се уште не најдоа. Како бре не најдо? Како не најдо, бре? Какви се тие брзодници? Какви се тие советници? Какви се тие војници, бре? Една проста работа што не може да завршат. Ти да не им кажа за каква работа го бараме честниот човек? Не. Само им кажав дека честниот човек што ќе го најдат, богато ќе биде награден. Добре. Зашто ако им кажеме зашто ми треба кошулата, може за инат да не ми ја дадат и за да можам да умрам. Денес е 9-тиот ден и остана уште... Знам јас кој ден е денеска, немој ти да ми кажуваш. Јас минутите ги броам, а не пак деновите. Само сакав да кажам дека уште има време. Доста знам што сакаш ти да кажеш. Честити царе, да одам јас напред, ако го нашле честниот човек, веднаш да дојдам да јавам. Оди, ајде. Царе, Доста! И ти оди. И ти. Не ми се јаде, не ми се пие, не ми се спие. Ајде, оди да не те гледам. само сакав да кажам. Што? За синот наш. Што синот наш? Ако не дај Боже ти... ако не дај Боже не се најде честен човек. И ти ако... дај Боже тогаш синот наш, тој да стане цар, или пак јас да... Доста. Доста. Ти, тој. Шо синот мој? Тој да стане цар. Шо ми га? Голубарник. Ајде бегај.
Добар ден, жено. Дал ти Бог добро. Кај се тргнал ти вака, војнико? Да не започнал нашиот цар пак некоја нова војна? Малку ли војни му беа, колку војни направи? Колку народ изгина, па колку деца сираци остави? Леле. Нема нова војна. Нема? Нема, туку нашиот цар на голема друга мака не ставил. Испрати војници, брзодници низ целата царштина. И? Сака да му најдеме човек што е чесен, да му ја донесеме неговата кошула. Арно, ама еве толкова време талкаме, одиме, еве и 10-тиот ден изминува, а таков човек никој не најде. Кај да е, ќе ни летнат главите. Нашиот цар што и да прави, глави секогаш летаат. А велиш, бараш чесен човек, а? А да не кажа царот дали тој човек може да биде жена? Баш за тоа ништо не кажа. А сега доцна и за прашување за таа работа. Туку кажи ми ти, жено, знаеш ли во вашево место да има некој таков чесен човек? Кој би го знаел тоа? А? Знаеш, за некого ќе си помислиш, оти никогаш нема сгрешено во животот, ама само тој се знае дали има грево или не. Така е. Се сетив. Вака, ќе одиш на крај на селото. Таму, гледаш, има една така скапана куќа. Таму живее еден човек, за кого никогаш немам чуено дали направил нешто лошо. Ама, Кај скапаната куќа? Таму има една скапана куќа, ќе видиш. Ама само тој се знае дали е чесен или не. Спомај ти многу, жено, за ова што ми го кажа. Ајде. Белким главите ќе ни останат на рамена. Белким, ајде, со здравје. Зора се зори. Добар ден, добар човеку. Добар ден, војнику, брзоднику. Што бараш кај мене, а? Што барам? Голема мака си имам, пријателе. Појли седни. Полај ти. Ама те гледам тебе, на арен човек ми личиш. Па се си велам, ти ќе ме куртурлиш од бесилка. А ти си пееш, а? А сиромаштијава, гајле си немаш. Од каде оваа радост, бе, пријателе? Зошто да не пеам? Ај, кажи. Здрав сум, жив сум, ми се роди дете здраво и живо, душава ми е полна, срцево полно со радост, зошто да не пеам, а? А што ти е на окото? Оти ти е така преврзано? А тоа? Немам око. Ми го извади царот Ногај, кога ме тераше да кажам нешто што не беше вистина. А јас не сакав да згазам на честа, да лажам. Од тогаш немам око. И пак си пееш? Ке си пеам, како да не пеам. Кога му се радувам на детево што ми се роди, а ми се роди на старост. И си има две очиња, така да ке му се радува на животот. Пријателе, ми се гледаш арен човек, белким ти ќе ми помогнеш. Кажи ми само, дали си ти чесен човек? За чесен сум. Чесен, почесен од мене не наоѓаш. Сега ќе си и богат. Слушај, царот нареди да му најдеме чесен човек, да му ја земеме неговата кошула и да му ја однесеме на царот. А тој за таа кошула ќе ти даде злато колку што ти душа сака. Ќе ти даде еден дворец, ќе ти направи до небеса горе. Ај, давај ја кошулата сега. Како да ти ја дадам кога ја немам? Немам кошула. Последната што ја имав ја фрли поти беше парталосана. А новата ќе стигне дури утре. Војнику, брзоднику, ето јас цел живот си така си терам сиромав.
Не било речено да бидам богат, не било. Не било речено Не ти било да речено. бидеш богат, ниту јас да бидам со глава. Велиш утре, а? Утре. Ама утре е доцна. Што да правам? Не ќе одам кај царот и ќе му кажам дека најдов чесен човек, а тоа што немаш кошула не сум јас виновен. Ајде, Што ќе преш? остани ми со здравје, пријателе, а јас да одам додека не изминал и 10-тиот ден. Ај ти убаво патот да си поминиш, ај. Горе. Толкова пат изодев, толкова народ опитав, ама таков човек нема. Кај ќе има, ај, еве, прашај еден, прашај друг, сите велат од арен по арен, а прашај трет од лошо по лошо. Што му текна сега на царот чесен човек да бара која толкова годиње само војни, дженгуи прави, абе го соголе народов до гола кожа. Ама ајде, тоа ми е работа, што ќе правам. Ќе ми летни главата иначе. Велиш немал кошула, а? Значи тој немал кошула, а јас ке немам живот. Така е тоа. Да не го оптоварев мојот народ со тешки даноци, да не го терав да води војни крвави, сега тој ќе имаше кошула, а јас ке си имав живот. Советнику, сакам да ми го донесеш тој чесен човек овде. Сакам, откако јас ке си заминам, тој да го води моето царство.